Денес имаме една многу интересна задача. Најпрво ќе ви давам по едно листче. Ќе го прочитате горниот дел, што така да каже, и ќе го напишете тоа што се бара од вас. Значи на празните листови, кои ги имате пред себе, најпрво напишете име и презиме, значи тоа што веќе го направивме, а потоа ќе треба да напишете една реченица, не пишувај, ќе ви кажам кога ќе треба да пишувате, сега да прочитаме. Потоа, листчето, реченицата, го давате на другарчето во себе. Потоа ќе ви дадам табела со поеми. За секоја реченица ќе ставите кај што има подлечено и после цитирав 2 поеми. За секоја реченица, каде што има само подмет или само природ, ставате 1 поем, а каде што е грешно подлечено, ставате 0 поем. Оној лист кој нема да има потполн број на реченици, ќе му одземите 5 поеми од вкупниот. Ајде, Томче, Дамјан, Михаил. Добро дето се блоке. Тоа значи дека имате одредени пропусти. Така, значи имаме одредени пропусти што треба да ги надополниме. Значи сега стануваме свесни самите за себе си, за нашите грешки, така? Значи тоа беше цела работа. Кажи ми, дали ова кај вас поттикна размислување? Како размислувавте? Ние размислуваме, логички размислувате. Друго? Може да го размрдавме. Како го размрдавте мозачето? Мислете на кој да му даде некако да го... Оценувавме... Така е, собиравте, значи цело време бевте активни, ваквиот начин на оценување поттикна кај вас нешто, значи го поттикна, што поттикна кај вас ваквиот начин? Друго? Знаењето. Друго? Што поттикна? Ајде ме интересира, брзо. Мислењето, одлично. Друго? На ваквиот начин на работа видовме колку вие вас тешко да прегледувате. Значи ракописот треба да се поправи. Друго што свативме од ваквиот начин? Сами си ги оценуваме. Самите стануваме свесни за тоа каде грешиме и како да го... Да препознаваме ракопис. Така, да препознавате ракопис и научивте што друго, што е најбитно. Научивте подмети, научивте да прегледуваме тестови. Одлично, научивте да прегледувате тестови, односно самите себе си да си дадете оценка и самите да процените како треба да се оценуваме.